Македонија е прекрасна земја. Има многу што да видиме. Од најчистите води па се до неверојатните пејзажи. Располагаме со голем број на планини и села, а и имаме многу што да ви прикажеме. Овде немаше куќа. Кола Тамо е. е Пикасо. Повозрастните велат дека во животот кога работиш, а тоа го сакаш, никогаш во животот нема да работиш. Па ете овој нов проект кој што се надевам ќе трае долго, ќе ви се допадне пред се на вас, го започнуваме од, па не можам да кажам моето родно место, меѓутоа можам да кажам од местото каде што е родена баба ми, и многу приказни и емоции и настани ме поврзуваат токму со село Љубојно. Она што е битно да ви го кажам на самиот почеток е дека започнуваме нов проект, проект кој што ќе биде со цел да се промовираат македонски села, македонски места, македонска традиција, бидејќи сметам дека малку младите подзаборавија што значи Македонија, колку убавини имаме, колку богатства имаме, и ќе се обидам мојот медиум, мојот канал, како сакате да го искористам бар за тоа, и се надевам дека на вас повозрастните ќе ви се допадне она што го правиме. Ќе снимиме 2 епизоди до нова година, па потоа доколку ви се допадне секако ќе започнеме со поактивно снимање веќе од февруари. Еве, доказ нека биде да ставите еден лајк, ако ова видео има 3000 лајкови, почнуваме со нов проект. Се уште немаме наслов, се уште не знаеме како ќе се вика и се уште не знаеме на кој место и во кој села ќе одиме. Се ова што го кажав, можете да го пишете во коментар како ваша сугестија. Мислам дека е време да го започнеме овој проект. Колку ќе трае, не знам исто така да ќе го наречеме Љубојно пилот, или да се сеќавам на Љубојно како еден убав почеток. Дојдовте во Љубојно. Ми рекоа дека ќе стигнам во Љубојно, се ќе биде перфектно. И заглавив со прицелишот. Затоа ставите си зимски гуми на време. Добро е. Може да почне приказната за Љубојно. Епа, добре дојдовте во село Љубојно и пред таблата што е направена од времето на Тито. Прекрасно е. Дечки, село Љубојно се наоѓа близу Преспанско езеро, граничи со Наколец, со Брајчино, Долно Дупени, се наоѓа во општина Ресен. За жал, моментално има 140 жители, плюс минус. Некогаш имало дури 1200. За ова село се вели дека тука живееле печалбари, оние кои што заработувале например во Америка, Канада, надвор од Македонија, се враќале тука во Љубојно, инвестирале, и затоа во текот на видеото ќе видите дека има многу нови куќи кои што се изградени од камен и изгледаат баш онака како во старото време што се подготвувале. Инаку од околните села кои што ги споменав биле аргати кои што работеле за печалбарите во Љубојно. Ево, ова некој можеби ќе го потврди во коментари. Има една интересна работа, таблата која што е позади мене е донација од дедото на Ламбе Алабаковски, а ако сте го гледале подкастот со мене и Ламбе, ќе знаете дека јас и тој сме роднини, тој ми е мене бујче. Јас сум него внучко. И логично е дека во денешното видео ќе го гледаме и Ламбе,
ќе гледаме и некои други луѓе, секако баба ми ќе ни раскаже што се случувало во Љубојно. Она што јас го знам како информација е дека во нејзино време, кога таа била дете, тука имало пекари, имало многу луѓе кои што се занимавале со овоштарство, имало бербери, буквално селото живеело. Сега жално е што едно ваков крај, не само Љубојно, изумира и се повеќе сите тука се селат. Па, дали некој ќе има слух да инвестира тука за да го живееме место, не знам, но ајде да не го тупам многу со не толку ведри теми. Продолжуваме со приказната од Љубојно, а веруваме ми дека има многу интересна приказна која што го врзува името. Со љубов, почит и внимание, секогаш се случуваат позитивни работи, а приказната на Љубојно започнува со една забранета љубов, а Љубојно се вика токму поради таа љубов. А ако ги прашате повозрастните мештани тука во село Љубојно, па и оние кои што се помлади, сите велат дека постои една легенда која што е вистинита и преку која што се создало името Љубојно. Имено постоело момче и постоела девојка, и тие двајца се заљубиле. Но таа љубов била забранета, а живееле во околните населби кои што се викаат Кукиштата и Калинци. Покрај тоа што била забранета љубов, со тек на времето успеале некако да останат заедно и си направиле на куќичка покрај реката која што ќе ја видиме за кратко. Потоа останатите мештани дошле да живеат близу нив и така се создава Љубојно. Малку освежување. Луѓе, ова е Брајчинска река или позната по името Црна река. Оваа река датира уште од Илинденско востание и битно е да се каже дека никогаш не пресушува. Уште од тоа востание мештаните тука имале 16 воденици и имале дури 9 казани во кои што се варело ракија. Она што исто така битно да се каже дека оваа река е користена во тоа време, жените доаѓале со своите алишта, ги переле и секако дека децата ја користеле за пиење, како што видовте истото го направив и јас, што значи дека е апсолутно здрава, чиста, изворска вода. Во продолжение предлагам да го видиме еден од највозрастните луѓе кои што живеат се уште тука во село Љубојно, се вика Дедо Петре, има многу години, роден е 38 и не прими во неговиот дом. Знаете како, луѓето велат дека во село кога доаѓаш, мештаните се многу устужни, многу фини, многу добри и тоа можам да го потврдам денеска. Имаме 2 минути муабет со него. Дедо Петре, вие сте еден од највозрастните жители во Љубојно и фала ви од срце што не примивте дома малку да ни кажете за Љубојно. Која година сте роден? 1938. Како беше Љубојно во тоа време? Какво беше? Во Љубојно јас кога стигнав, тогаш беа праани куќите, дојдени старите од Америка од печалба и направа прва куќа вамо, направа нашата дедом и другите останалите нагоре, како што се во центаро. А вашиот дедо каде бил на печалба? Во Америка, Детройт беше. Зошто бар се враќале во Љубојно? Што имаше Љубојно толку многу? Зошто? Му беше мило за да живее, затоа. Се живееше убаво во Љубојно тоа време? Се живееше од грозје и од јаболка почна да саде. Кажете ми, вие сте родени 38
Сте имале 5-6 години кога била војната. војната. Што се случуваше во Љубен? А не се случуваше на Втората светска војна кај нас толку, само едино со бугарите двајца што се и убија, како што кажува, Беше Љубено под окупација некако? под окупација беше Да? на бугарите. Како изгледа тоа? Можете ли да ни опишете малку? Не можам да Се ви сеќавате? опишам јас затоа што не памта. А сте биле дете. Дете, млад. Во Љубено е првата школа, односно Првото второто школа е ја Димитар Влахов, кој што Димитар сега е во Влахов горе, руинирана од состојба. центарот малку погорено. Таму ли учевте? Таму учев јас. Да? 8 години. Македонски јазик? Македонски школа. јазик и почнавме ние, мојата генерација, 38 година, натама па све до денес. А вие на што се сеќавате најмногу од младоста? Што Се- работевте? Јас работам во земјоделие, после татко ми ојде во Чикаго и мајка ми на печалба, па јас останав да ги гледам старите дедо ми и баба ми. Не отидовте вие? Јас не ојдов само на посета 71 година, Од што се правени куките во Љубено? од земја и кал. Од земја и кал? Да. А вашата? Нашата исто, земја и кал. А, кажете ми, јас знам дека во Љубено многу се празнува 2 август. Вторија, може да ви кажа, затоа што ајде. преседник бев тогаш и го викнав народот јас. Дојдоа тројца, четворица од Чикаго, љубанци наши печалбари. А вие го започнавте прославување? Го започнавме, јас почнав. Колку време се слави 2 август во Љубено? 2 август се слави од 82 година. Од 82 година? Да. Значи скоро 51 година? Да, вода немаше до 76 година е донесем за пие. Па како се снаоѓавте? Како се знае, од бунари, еве бунаро и тумбата. И како се донесе чешмата во, се сеќавам, во центарот. И од тогаш си имате вода. Од тогаш вода од секогаш имаме. Како доаѓавте до информации? До информација радија, од кога купиме Радија? навама. Да. Старите радио. Старите радио, од првите радио, од 56 година дојде струјата. Фала ви многу што одвоивте време за нас. Како што можете да видите, шмекот на овие куќи го дава фино делкање од камен и разнобојните фасади. Повеќето од куќите се изградени помеѓу Првата и Втората светска војна, како што кажав до сега, од печалбарски пари. И сега, она што е уште поинтересно е што покрај другите околни села, преспански села, во Љубен има над 350 куќи, што за едно село е многу. 1912 година Љубено било под турска власт. Љубанци никогаш не се помириле со турското робство. Масовно и активно учествувале во подготовките и текот на Илинденското востание. На 5 март 1903 година во селото е водена тешка борба со турската војска. Во почетокот на востанието љубанската чета учествувала во нападот на нахискиот центар на Колец. Загинале 20 луѓе. Селото било ограбено и били изгорени 105 куќи. Дополнително, населението во Љубено гладувало затоа што турците ги изгореле снопјето и го однеле сето овршено жито. Љубено било опколено од војска од 3 страни, при што биле изгорени 105 македонски и 11 турски, а само една мала куќичка среде селото останала здрава. Страдањата и случувањата за време на Илинденското востание во Љубено се запишани на спомен плочата која се наоѓа на куќа веднаш до патот кон Брајчино, во горниот дел на селото. А денес се обновуваат старите, но се градат и нови современи куќи. Селото Љубено носи особености на мала градска населба. Од каде сте вие? Од тука. Од каде? Лекция да ти дам за лепче да накрасиш. Кај ќе одиш?
Папато. Ајде, чао. Ајде. Знаете што е многу битно? Во љубовно гладен не остануваш. По добра почва за храна не постои никаде. Оревче, капина, и сега да не се правам многу паметен, од тоа се прави пиво. Фала. Ова се вика хмелј. Мештаните од тоа си правеле пиво и кога ќе го протриеш малку вака во рака, пиво, скроз, не можам да ви доловам. Оревче имаме од тука од дрвото. Така да, капин и оревче, ако ви се пријаде нешто друго, може да тропнете на било која врата, мештаните ќе ви устужат. И сега, мислам дека е време да го однесеме при една црква и таму кај црквата ќе не чека еден дечко. Ај со мене. Епа, ќе ми посакаш ли добре дојде? Добре дојде Стефан во Свети Петар и Павле Љубојно. Ова е една Добре дојде ти на мојот канал повторно. внучко. Војче, Да, мило кажи ми. ми за оваа црква. Па оваа црква ова година наполни 100 години, изградена во српско време. Еве и тука може да прочитаме и повеќе детали. Тука славиме 12, односно 11 јули секоја година со музика, со храна, со гости. Има доста и подреновирано, ќе видиме и од надвор. Имаме и соби за издавање. Значи, ќе ги пофалам Пеци и Васко дека се ангажира и направија тоа што направија. Изградена е од, како што каже и Дедо Петре, од луѓето од самите мештани, со работка со сите, а донатор е, како кажавме, Христо Стасовски, мислам. Предпоставам и да. тој некаде во Америка живе. Да. Америка, баш Да, Америка? Печалбарски. Печалбарски. Човек кој се вратил и изградил храмеве. Никола Христов Стасовски, во времето на Александар Караџорџевиќ, краљот. Мислам дека е битно да се каже дека од селото Љубено до ова црква е околу километар и пол, така? Да, да. Отприлика 20 на минути пешки може да се стигне, меѓутоа ако Пешки, возите со како џип, ламбе, со- можете и побрзо да стигнете. 100 години се прослави? Ова година 100 години се прослави, да. Имаме во Љубојно, ако може да кажам, 9 цркви. Моментално има и 3 параклиси посветени на Света Софија, Свети Атанаси и нашиот Света Тројца. Другите 9 цркви се Свети Никола, Пресвета Пречиста Богородица, Свети Јован Богослов е главната црква, соборната на Љубојно. Имаме Свети Димитрија, имаме Света Петка и да не заборавам некоја нека ми простат. Сите тие се горе-долу негде изградени во 19-18 век. Најстарата црква во Македонија, односно една од најстарите цркви е во село Курбиново, тоа е Свети Георги Победоносец, кој е 5-6 век, која ја имаме на 50 денари таа фреска, Архангелот Гаврил. И така, малку час по историја. Верници се големи љубанци. Па, видете, традицијата и верата се различни работи. Мислам дека се верници, чисто христијанско село сме. Никогаш сме немале од други религии. Навистина, можам да кажам дека достојно ги слават празниците. Порано имало и два свештеници. Сега
доаѓаат од Ресен или од Битола и така, ете, тие празници ги чествуваме баш кога е споменот Нивен во една, како да кажам, домакинска атмосфера, да ги почастиме тоа што можеме, ручек, вечера на тие што доаѓаат на гостите. Нормално, како викаат, црковното, Божјото на Бога, царевото на царот, така да кога ќе заврши тој дел во црквата, како и сега ние денеска ќе се преселиме во да закрепниме малку во една гозба. Да се наручаме. Да се наручаме, да. Може ли сега да седнеме кратко, да ни кажеш малку за тебе и Љубојно? Може да. Нели? Извинете, аз може би претерав со зборање. Не, таман работа, мислам дека е многу битно луѓето да знаат за овие работи, затоа што треба да си ја негуваме верата пред се. Апсолутно да. Ламбе, живееш во Љубено до своја 14-та година, одиш потоа во средно. Конкретно прашање, јас знам дека како деца, од што е ладно во Љубено, нели замрзнуваат рекија, дури хокеј сте играли. Да. Да, видете, јас живеев во време кога немаше толку електронски уреди. Имавме, татко ми чуваше еднаш, држеше како кафич со билјард и флипери, потоа дојда Sony PlayStation или тие како се вика. А ние се измислувавме, игравме фудбал, а зимата ни беше досадно, имавме енергија деца и кога ќе замрзнеше реката и таму кај што има еден излив на река, вода и од конзерва обично правевме како пак онака се вика топчето за хокеј и со стапови игравме хокеј, се бркавме, па правевме за санкање од гајби пластични, нели како да има нешто како ски, нешто така, да. Колку деца бевте тогаш? Па бевме околу во школото бевме околу 80 деца, вкупно од прво до 8. Тогаш беше така, не беше од прво до 9. Може би бевме 20 на низ Љубено, така. Што имаше низ Љубено? Па што имаше, видите, зимата, школа, учење и занимација. Еве, правевме една просторија, ќе затоплевме, слушавме музика. Друга занимација на зимата хокејот. Шетање по природа кога е убаво времето, лизгање на сред село со санки, со калчуни, со се. Сте имали убаво детство? Апсолутно, да. Навистина едно убаво време, убаво детство. Секогаш кога ќе се сетам на детството ми е многу мило, многу радосно ми е така. Што сме имале преку лето, сме имале многу гости, знаете, Љубојно, како што спомнавме, печалбарско место, доаѓаат од сите страни на светот, па познанства, па искуства, па имавме кафич еден кој работеше до доцна на вечер. Искрено јас сум немал забрана од моите родители да бидам во 1 сат од дома прибран. Многу слобода имавме. Слободата е најскапа. Знаеш, да чисто, мирно место, да излегуваш до кога сакаш. Првото пијанство ми се десило тука со пиво и со мојот другар Цетанчо со гајба пиво на маса и со кикири и тоа после дома повраќање и така натаму. Се случиле многу работи во Љубојно. Јас лично што сум видел, што кажуваат старите, има многу убави луѓе и нормално има и другата страна, но има луѓе кои се доктори по телевизии, по успешни луѓе, успешни приказни има по светот, во Америка има професори што потекнуваат од Љубојно. Апсолутно да. Морам да те прашам нешто. Знам дека на самиот влез на Љубојно имате изградено нели една мала црквичка Света Тројца. Да. И тоа е причината да не кажеш. Таа е спомен за 2006 почина мојата мајка и заедно со мојот постар брат и со Васко, тука еден од Љубојно човек, решивме по некои
соништа, виденија да направиме еден таков спомен посветен на Света Тројца, бидејќи како тројца сме биле. Ние уште сме биле деца, јас имав 17 години. И Света Тројца, па потоа дознав дека е место каде што се погребувале луѓето, обично се вика храмот Света Тројца, можеби и затоа по Божја промисла е тоа да се посвети на Света Тројца и секогаш 50 дена после Великден, за Духов ден, празнуваме, славиме и ве поканувам и вас и сите кои гледате да дојдете на еден ручек кој го даваме. Фала ти, ке обавезно, барем јас. Ајде, здрави Божи. Предпоставам дека е време да отидеме до Димитар Влахов, ама не новиот Димитар Влахов, училиштето, Оригиналот. туку оригиналот, Да. онаму каде што пред 8 месеци, пред 2 години, па изминативе 10 години, многу луѓе дојдаа, ветуваат дека ќе се промени ситуацијата во која што е. За тие што не знаат, Димитар Влахов е второто училиште кое што било на македонски јазик, Прво во Преспа. прво во Преспа, Да. и да си направиме малку повеќе муавет таму. Ајде. .11. 1944 година се гради првото училиште во Љубојно и Преспа, кое што го има македонскиот мајчин јазик, а е второ училиште во Македонија. Од ова позади нас имаат излезено многу кадри, сериозни и успешни луѓе кои што во текот на следните години нели поставуваат стандарди во Македонија, но како што кажа Ламбе и се селат во Америка, па и таму имаат успешни кариери, адвокати, доктори и така натаму. За жал, Ламбе, не е во добра состојба ова училиште, ако се уште може да се нарече така. Прво, зошто е оваква состојба? Некој го запалил. Мора да ви кажам еден факт интересен, после 43 години, кога е отворено училиштето, се родив јас на 15 ноември. 77? 87. Мене ми е навистина, како да кажам, и детството ме потсеќа на ова место, и спомените, историјата кажува многу, и да дојдеме до момент кога, јас се сеќавам многу мал бев, имав, мислам, 7 години, кога беше буквално во право светло ова школа. Не функционираше како школа до 70 и некоја, но беше покриено со прозори во убаво светло. Остана на забот на времето по многу ветувања, по многу предизборни кампањи, по многу илиндени поминати тука читање на поезија и така натаму. Не сакам да бидам вулгарен и да кажам нешто лошо за некого конкретно, но ние како македонци овој споменик треба да го цениме и да го направиме во светло како што заслужува, бидејќи има голема тежина ова позади нас. И треба да си го негуваме, затоа што ова представува историја за македонскиот народ. Апсолутно, да. Што се случило? Па 94-та или 5-та едниот дел беше пилана, се сеќавам, а другиот дел беше како музеј, книги и останато од школски прибор и така натаму, клупи. И што се случи, ова беше изгоре во оган изгоре, дали некоја стара инсталација, дали и ден денес не знам, можеби не треба некој постар да прашаме. И остана тогаш да остана во вакво светло, еве гледате какво е. Се надевам дека еден ден наскоро ќе заличи на место, ќе биде музеј. Еве, искрено јас би сакал тука да се вложам и да посветам мојата, да речем, интелигенција на тоа што го знам и на тоа што им треба на ините генерации, да помогнам како... Па и твојата енергија да вложиш. Види, затоа и сакав да застанеме токму пред ова училиште. Знам дека многу луѓе ќе го гледаат ова видео и верувам дека ќе допре ова видео до многу од нив и се надевам дека ќе се најде решение
Не само за училиште. Па имаме многу туку места, да негуваме се што било македонско, се што е македонско, затоа што доаѓаат генерации кои што мора да знаат што значи Македонија. Ќе одиме ли да къснеме нешто, Беламбе? Да къснеме нешто, да. Има ли во ова преспат традиционални рецепти нешто Има, брат, убаво? тука само Рипче, мипче, нешто. Брат, цела недела гладуваме на вода сме. На вода сте? Јаболка, да. Дечки, тоа беше се за ова видео. Крапче има, мевце има, пинџурче, ајварче, сиренце, Ајде на къснеме. салатче. Златна бабо, фала ти што малце ќе одвоиш време да ни кажеш нека работа. Добро. Кажи ми, како се сеќаваш на твоето детство тука во Љубовица? Да, баба, детството ми помина многу убаво овдека, во оваа куќа што ја гледаме овдека, значи 50 години не бев овдека, значи живеев во Скопје и таму децата ми се родени, али оваа куќа многу ме потсеќа на тоа што тука сум родена и тука оваа куќа ни донесе 4 генерации кога го гледам школото. Одеше во оваа школа тука? Да, оде во школото. Што правеше активности, ме интересира? Како ти поминуваше еден ден во Љубовица? Да, обично на сабајле одев на школа, зависи, значи повеќе бев прва смена, од 8 сато, точно не се сеќавам како почнувавме, до ручек, дока 1 сато, ќе се вратев дома и понатака бев дома, нешто и помагав на мајка ми, или пак понатака играв со другарките од тука, од селото. Колку жители имаше Љубојна кога беше ти дете? Па не знам, Беше ли полно? Полно беше полно. Тука сега кога гледам, секоја втора куќа е празна. А во тоа време имаше семејства, сите куќи беа полни со семејства и обично имаше едно семејство, бар така се сеќавам, од 4-5 души и беше полно. И Што имаше во селото? Не знам, берберница имало ли? да, баба, јас Сега има пошта, сега има Да. една кафана само. е така. Тогаш? Па, колку јас се сеќавам, во тоа време имаше една месарница, долу беше таа во Чивликот, значи, после тоа имаше и пекара, имаше, леп се произведуваше тука и повеќе ги памтам што имаше за варење ракија, за повеќе со мајка ми одевме да вариме Покрај ракија. реката? Да.
Е така. Во Казани. Да. Гледате дека не лажам јас кога ви кажувам по реката? Да, тоа го памтам. Да. А има ли нешто што ти останало во сеќавање, како случка? Што ми се десило Да. мене нешто овде во селото? Да. Па вака, прибидејќи јас сум најмала во семејството, прибидејќи татко ми не сакаше ништо да работам, да одам по нивите како што одеа, некои мои другарки одеа тамо, јас бев само за дома, да им помогнам нешто на мајка ми. Домаќинка. И така, да, повеќе сакав нешто да измислам, Да да сготвам, готвиш. да направам и тоа ми остана убаво. И ден денеска готвиш. Да, и ден денеска точно баба готвам. Како е да се живее тука во селото? Па баба, Сега. да ти кажам право, никогаш не верував дека ќе се вратам во Љубојно. И дека не знам зошто баш сега еве со Никола кога одиме на вечер да шетаме или нешто да правиме, он е воодушевен од селото, многу го сака селото и луѓето. Кажува дека таков народ досега не видел, толку блиски, убави Гостопримливи. и гостопримливи, да. А сега кога се вратив после толку години, па ми е интересно, убаво, да. Внукот доаѓа, снима за Па љубеност. супер, баба, што те имам тебе, што ја имам Марија, Стефан што ја имам, Анита што ја имам и затоа сум среќна сега. И јас сум среќен што ти е. Е така, знам баба дека си среќен, знам дека си многу среќен и баба е премногу Не среќна. мафнеме таму. Ајде, не поздрав. снимаш ти бе, баба? Снимаме, да. Јас мислев така си правиме муабет. Кажи да ми стават subscribe. Subscribe. Да, ставете му да може да расте уште повеќе организацијата. Фала ви. И така, баба, тоа е тоа. Да расте организацијата. Бе, значи, Љубојно убаво, ама не ми кажаш дека толку убаво се пие во Љубојно. Добро утро, луѓе. Втор ден во Љубојно. Малку пиевме вчера, не е ништо страшно. Hangover 4. Hangover 4, Project X 5. Да. Кај сме се? Па, добре дојдовте во основно училиште Димитар Влахов. Ова е направеното. Ова е, да, новото Димитар Влахов, каде што и ден денес има настава. Татко ти тука колку време предава? Татко ми 42 години, наставник по музичко, Лазар Алабаковски. Лазар Алабаковски, да, моментално во пензија, среќен пензионер. А јас тука исто поминав 8 години од прво до 8. И така, после одиме Битола и тој исто Битола заврши па Скопје. Значи човекот Тоа е енциклопедија Битола. ќе ни раскаже. Апсолутно, да, има и тој има големо искуство. Работеше и во операта во Скопје 7-8 години. Па се врати тука и така животот сегде ќе не однесе. Интересна работа. Таму тие дрва се насадени од Ламбе кога бил дете. Тие дрва му покажуваат на Ламбе колку е стар. Точно така, да. Ај благам. Значи, Ајде уиче. Добри ли сте? Дојдете. Абе, едно од најубавите училиште ова, не јас дека сум од Љубојно. Во цела Македонија? Во цело. Кај во цело? Ова. Според бројот на учениците. Гледај што има изнапишано, факти, како постоело училиштето, кои биле првите учители, кои завршиле генерации тука. Значи, постојат овие историски податоци од порано, од многу години. Јас овде завршив 7 и 8 оделение, а иначе до 6 оделение учев во старото училиште, што е сега по проект да се обнови, да се направи музеј
со монографии, слики за многу генерации што завршиле тука. Многу работи се случија, се измена, ама овие во летописот седат сите податоци кои биле првите учители, после кои се за минале, а има и кај директорот тука е во една книга. Колку ученици има моментално? Има ли многу или каква е ситуација? Нема многу, има, не знам колку се вкупно, 50 и нешто, мал број на ученици, 52, 53. Колку време бевте наставник тука Јас? во училиште? Јас бев наставник, да ти кажам, од 87 година кој се роди Ламбе, па до пред година и пол така, пред година и 9 месеци. Ете сега, па 35 години, към 34 години. А претходно работев во Македонска опера и балет. Во Скопје. Порано МНТ беше Македонски народен театар, сега МОП. Имам и значки и книги дома. Си работете, јас и во слободното време. Во време 98 до 2002 бев директор. Имам седен овде по 12 сати, од 5 до 5. Од 5 сабалје до 5 поручук до 17. Си сакам се работат? Се. А со претходниот директор ми беше и наставник мене, Павле Кондовски, и тој многу е заслужен за училиштето. И така да, прво 79-та се вработив со средно музичко. Тоаш претходниот наставник и тој немаше завршено, замина војска. Ајме ќе поработаме на година, не е ништо. И така, после завршив си дојдов. Имавме само неколку компјутери во музичко. По еден проект, врати порти нарече. Многу или малце? Многу. Како е да се подсети човек да старите школски денови? Да. Ајде, влагајте. Ајде, дојдете, ајде. Ајде, настава. Влезете. Кој седи тука? Јас. Јас седам сега. И сега што правиме? Ништо. А? Што си учел? Дај да видам. Си цртал? Што си цртал? Што е ова? Еве е Владимир, се познаваме. Леонардо ова што е? Каје. Кола? Тамо е. Пикасо. Златни деца сте вие. Ај сите заедно. Чекај, јас сакам да сум мангуб, не може ти да си мангуб. Дојди поблизу, дојдете. Сирење, за да се насмеете. Сирење. Наслогови поделете. Никаде во Македонија, ни Балканот, а бога ми ни светот нема побо јаболко од преспанска јаболко. А нели како би го завршило ова видео ако не со јаболко кое што е заштитен знак за овој крај. Јас ќе ви се соблагодарам за вниманието, се надевам дека уживавте во ова видео и се надевам дека ви се допаѓа концептот на овој нов проект. Ете ќе ја наречеме оваа епизода пилот епизода, па доколку ви се допадне на вас продолжуваме да откриваме македонски села, македонски места, да учиме традицијата во тие места и едноставно да растеме со самиот проект. Како што кажав на почетокот, доколку ова видео има 3000 лајкови, продолжуваме понатаму. Ве очекувам во коментари и се надевам дека ќе се гледаме почесто. All I wanna do is just flex. Big body thing, have sex. No phone calls, just text.